Почитувани представници на средствата за јавно информирање, додека сите наши соседи во изминативе 5 години инвестираа милиони евра во патната инфраструктура како предуслов за брз економски развој, Никола Груевски и ДПМНЕ, наместо да ја искористат стратегиската местоположба на земјата, градеа тениски игралишта и споменици. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се обврзува дека ќе ги врати вистинските приоритети на агендата на владата. Дозволете ми денес да ви презентирам само мал дел од нашите заложби во сферата на патната инфраструктура. Новата влада ќе се фокусира на поврзување со автопатишта со сите соседни земји, изградба и обновување на 200 километри магистрални патишта, изградба и обновување на 500 километри локални патишта, реализација на проектот Македонија без кал, чија цел е да се отстрани калта од македонските села со асфалтирање на 1500 километри селски улички. Преку овој проект, во координација со локалните жители, ќе овозможиме нормален живот во малите рурални места со цел подобрување на основните животни услови во селата и намалување на одливот на луѓе од тие средини. Во врска со патниот сообраќај, новата влада ќе преземе активности за намалување на цената на зелениот картон, ќе воведе систем на електронска наплата на патарините. Во сферата на железничкиот сообраќај, новата влада ќе започне со активности за реконструкција на железничката пруга на коридорот 10 и 10Д, Велес, Згрополци, Демир Капија и на железничката пруга Битола Кременица. Ќе иницира набавка на нови, но и модернизација и технолошко осовременување на постојните локомотиви, товарни и патнички вагони. Почитувани, во изминатиот период Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажа и докажа дека го разбира значењето на добрата патна инфраструктура и нејзината поврзаност со развојот на земјата. Новата влада ќе продолжи таму каде што застанавме во 2006 година, со изградба на автопатот Скопје-Тетово-Гостивар, Неготино-Демир Капија, Смоквица-Гевгелија и заобиколницата околу Скопје. Ние имаме резултати зад себе и затоа со чист образ можеме да ветуваме. А по 5 јуни проектите кои денес ги промовираме ќе станат стварност.